почитувани, добродојдовте во уште едно ново отворено студио на фреквенцијата на телеканал АД. Со мене гостин во ова ново отворено студио го имаме Владимир Ристов, председател на Унија на млади сили. Добар ден, добро ни дојдовте. Добар ден на вашите гледачи и ви благодарам на поканата. Така, Владимир, како започеток, кажете ми со какви пораки за младите се враќате од годишната конференција која што се одржа неодамна во градот Охрид? Да. Токму тој настан уште еднаш покаже дека Унијата на млади сили е најактивна и најподготвена младенска организација во Македонија. Убаво беше да се види таа слика, антички театар, историско место кое зборува за залагање на бројни генерации, сега исполнето со енергија на млади луѓе, чии дела допрва ќе бидат дел од македонската историја. Тоа се луѓе вклучително и јас кои своите најубави години од животот ги посветиле за доброто на партијата и државата. Затоа за УМС може да се каже, покрај тоа што е еден од клучните столбови на партијата, дека тоа е и расадник на кадри, млади луѓе со визија, енергија и потенцијал кои никој не може да ги сопре без разлика на околностите во моментот. И затоа верувам дека кога на едно такво место ќе видиш многу храбри млади луѓе, чувствуваш сигурност за државата, но и за идните поколенија кои живеат на ова парче земја ќе има на кој да се потпрат. Главната порака на годишната конференција на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН што се одржа во Охрид беше дека ВМРО ДПМН ќе се врати на власт и тоа за брзо време. Политиките на ССМ и Зоран Заев се погубни за државата, особено за младите луѓе. Тие се еднократни, недоволно подготвени и популистички. И затоа председателот на Унијата на млади сили Неловски своето обраќање го започна со мисла од Фриман Кларк, која вели дека политичарот се мисли за следните избори, а државникот мисли за идните генерации. Токму ние во ВМРО ДПМН имаме поддршката од нашиот лидер Никола Груевски од партијата. Тие се државници кои не потикнуваат со работа и со многу труд да се сака Македонија, да се решаваат проблемите на младите и ние да останеме тука. Во Охрид бевме заедно со Општинскиот комитет на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН од Струмица, а оттаму се враќаме со поголема енергија, уште помотивирани да продолжиме во борбата за ВМРО ДПМН да се врати на власт. А знам дека тоа ќе се случи многу брзо. Така. Изминативе 10 години додека ВМРО ДПМН беше на власт, се направи доста за младите. Што од тие проекти реално сметате дека го подобрија животот на новите генерации? ВМРО ДПМН направи голем број проекти, мерки и законски решенија за младите луѓе во државата. Верувам дека гледачите ги знаат, особено овие помладите. ВМРО ДПМН ја намали партиципацијата за студирање. Воведе дисперзирани студии во повеќе градови. Тоа го чувствуваат и струмичани, бидејќи струмичани кои сакаат да го продолжат своето образование, тоа може да го направат во својот роден град, без при тоа да прават трошоци за патување, сместување во другите градови. ВМРО ДПМН исто така го направи проектот Купи куќа, купи стан за млади луѓе, само работување за млади луѓе, мерка која искористија голем број млади луѓе во државата да започнат свој бизнис. Исто така ВМРО ДПМН направи напори и укина визите за патување во Европа. Воведе ефтини авионски летови со кои младите може да патуваат на секаде низ Европа. Воведе бесплатен автобуски превоз за студентите и средношколците, бесплатни учебници, компјутер за секое дете, бесплатен интернет. Преведе голем број на популарни книги и стручна литература која може да ја користат младите и многу други проекти. Јас верувам, односно знам, бидејќи сум и јас млад човек и користам тие бенефити, дека преку сите овие проекти и законски решенија, секој млад човек има можност да се чувствува подобро и има повеќе шанса за напредок во животот. Така. Кои се предизвиците на Унија на млади сили за воиднина, имајќи предвид моменталната политичка ситуација? Како што беше и мотото на оваа конференција Движиме, ние продолжуваме да бидеме движечка сила на партијата. И без разлика дали сме опозиција или власт, ние ќе бидеме на брамникот на државата. Ние брзо ќе ги зацврстиме нашите редови. Имаме потенцијал, желба и знаење,
па враќањето на ВМРО ДПМН ќе се случи многу брзо. Ниедна жртва за УМС не е заудна. Секоја генерација има своја борба, а токму оваа борба е нашата. Ова што е најважно е дека ние сме едно големо семејство кое делува во Европска Македонија. Со над 55, со преку 55.000 членови, ние сме отворени за секој кој може да направи нешто корисно за младите и за идните генерации. Со мене во ова отворено студио беше Владимир Ристов. Јас ви благодарам уште еднаш за гостувањето во ова отворено студио. Ви благодарам. А вие, почитувани, останете на програмата на телеканал А1 и имајте пријатен ден.